ученици, денеска по предметот информатика за 6 деление ќе се запознаеме со програмскиот јазик Scratch и ќе isprogramираме едно убаво интересно програмче. За таа цел ни се потребни или програмата Scratch Desktop која е инсталирана во компјутерот, доколку не е, може да ја посетите веб страната scratch.meet.edu каде што ќе најдете истата програма. За повеќе идеи за проекти, можете да ја посетите веб страната scratch.meet.edu/ideas. Денеска ние ќе изработиме програма со помош на користење на наредби за насочување и движење на објекти. Како што можете да видите на екранот, вака изгледа основниот програм на програмот Scratch. Најлево ни се наредбите поделени по категории. Во средниот дел е празно, бидејќи тука немаме ништо, инаку тука ќе ги ставаме наредбите. И десно делот, каде што е мачето, тука ќе видиме се што сме направиле во програмата. За денеска, прво што треба да направиме е да го тргнеме мачето од програмата, бидејќи ќе вметнеме други ликови. За таа цел, како што е покажано на екранот, треба да се притисне на копчето X од долниот дел од екранот и мачето ќе се изгуби. Откако ќе го тргнеме мачето, потребно е да избереме позадина, како што е покажано на екранот. Во долниот десен агол има две копчета. Едното е за избирање на позадина, кое што е моментално покажано, и до него имаме копче за избирање на ликови кои ќе бидат потребни во програмата. Прво, треба да кликнеме копчето Choose a Backdrop. Од менуто што ќе ни се појави, ќе напишеме во пребарувачкиот дел Underwater и ќе ни се појават две можности. Ќе одбереме Underwater 1. Значи, дека денешната програма ќе се случува нешто под вода. Откако ќе одбереме позадината, потребно е да внесеме ликови во програмата. А за да избереме ликови во програмата, како што реков претходно, потребно е да го кликнеме копчето Choose a Sprite, кое што ќе го отвори менуто, каде што можеме да пребаруваме многу различни ликови, интересни, кои што можеме да ги искористиме во програмите. И тие се покатерени по категории: луѓе, животни, фантазија, танцување, музика, спорт, храна и слично. За денешната задача потребни ни се две, од кои едното е fish, рибчето, и shark или ајкулата. Откако ќе ги одбереме нив двете, можеме да видиме дека на екранот веќе добиваме една убава слика со позадина Underwater и двете ликчиња, кои што се fish и shark 2, со кои што ние денеска ќе ја сработиме денешната задача. Првата работа што треба да ја правиме е да одбереме со кој лик на кој лик ќе му ги даваме наредбите. Ќе го одбереме рибчето со кликнување на рибата во долниот десен агол, го одбираме тој лик и треба да му дадеме неколку наредби. Прво, од менуто Events ќе одбереме when green flag clicked или кога зеленото знаменце ќе го кликнам. Тоа значи дека ќе почнува програмата со зеленото знаменце. Потоа, во менуто Control ќе го одбереме наредбата Forever или за секогаш. И на крај, најинтересните работи се двете наредби кои што се наоѓаат во Motions или во движечките наредби, и тука се двете наредби кои што се викаат Point Towers, Mouse Pointer, или значи дека рибата со оваа наредба секогаш ќе го следи глувчето кое што го имате покрај вашиот компјутер. И втората наредба што ќе ставиме е Move 10 Steps, значи дека иако ќе се движи кон вашето глувче, ќе се движи со брзина од 10 чекори. Тоа е за рибчето. Сега се движиме кон ајкулата. Ајкулата треба да ја одбереме во долниот десен агол. Откако ќе ни биде активна, на незе треба да ги дадеме следниве команди. Од Events наредбите ќе земеме наредбата when green flag clicked или кога зеленото знаменце ќе биде кликнато. Forever, исто како и рибчето. Сега единствената разлика што ќе направиме со ајкулата или шаркот е дека таа ќе биде Point Towers или ќе биде секогаш насочена кон рибата, како што можете да видите од наредбата Point Towers Fish, и таа ќе се движи со 3 чекори, бидејќи секогаш поинтересно е да не ја фати рибата. Откако ќе ги одбереме овие две наредби, потребно е да се кликне на зеленото копче кое што се наоѓа на горниот агол, со движење на маусот кој што го имате во компјутерот или со
тач маусот кој што го имате на лаптопот, рибата треба да се движи по вашиот маус, поинтер, а шаркот или ајкулата да се движи по рибата. Оваа игра ќе трае се додека не кликнете на црвеното копче, со што играта завршува. Се надевам ви се допадна оваа денешна презентација, ви посакувам убав ден, посетете интернет страницата за повеќе идеи и се гледаме